од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Американскиот претседател Барак Обама на 2 дена пред годишното обраќање до нацијата во Конгресот изрази решителност да ги решава тешките економски прашања, дури ако тие потези се одразат по цена на неговата популарност во јавноста. Во интервју за американската ТВ мрежа ABC, Обама рече дека ќе продолжи да работи на подобрување на економијата, создавање нови работни места и реформа на здравствената заштита. Тој призна дека платил голема политичка цена во првата година од мандатот со тоа што рейтингот му опаднал на политички опасно ниво. Во првото редовно годишно обраќање до нацијата во среда, Обама ќе изнесе детали за економските иницијативи за помош на семејствата од средната класа и за вработување. А председателот планира и да замрзне некои од домашните програми во следните 3 години, почнувајќи од 2011. Владини лица најавуваат дека ова Обама ќе го побара во обраќањето до нацијата. Се очекува со тоа да се заштедат околу 250 милиарди долари во наредната деценија. Лидерот на републиканците во представничкиот дом, Џон Бонер, го отфрли планот на Обама. Најмалку 18 загинаа, 80 се повредени во напад со автомобил бомба пред полициска криминалистичка лабораторија во центарот на Багдад. Силната експлозија предизвикала и голема материјална штета. Повеќето од загинатите и повредените се најверојатно полицајци. Вчера пак во Багдад одекнаа силни експлозии пред 3 хотели што однесоа најмалку 36 човечки животи. Председателот на Хаити Рене Превал бара уште 200.000 шатори за бездомните под земјотресот од 12 јануари, во кој загина околу 200.000 лица и уништи голем дел од главниот град Порто-Пренс. Според министерот за здравство Алекс Ларсон, владата се обидува да релоцира околу 400.000 жители во привремени шаторски кампови поставени надвор од градот. Славните со безрезервна поддршка за Хаити. Американскиот актер Џон Траволта, кој инаку има пилотска дозвола, со негов приватен авион ќе достави хуманитарни намирници, а ќе пренеси неколку лекари и свештеници од црквата на Сајентологија. Пејачот Питер Габриел пак ја нагласува потребата од користење на модерната технологија и апелира да се донира помош преку мобилни телефони, но преку сигурни канали. Во продолжение на News Flash, катастрофалниот земјотрес што го погоди Хаити на 12 јануари го промени за секогаш главниот град Порто-Пренс. Меѓутоа, едно место остана непроменето – заборавениот град. Сити Солеј е последното место каде би побарале нешто. Некои делови се непроходни заради земјотресот, но нормално луѓето го игнорираат Сити Солеј. Свештеникот Марк Дрей Белвис овде води клиника и сиротилиште од 2006 година. Иако бројот на пациенти се зголемува, не е ни приближно како во другите болници во Порто-Пренс. Во Сити Солеј немаше многу жртви. Причина за тоа е што куќите се од алуминиум и се свиткаа, а не се невисоки. Но овде има една промена што никој не ја сака – зголемување на криминалот. Кога земјотресот удри, падна главниот град во центарот и околу 3000 затвореници избегаа, многу од нив поранешни членови на банди, кои ограбија складиште со оружје пред да се распрскаат, некои завршувајќи во Сити Солеј. Видов еден вчера. Обично се кријат преку ден и излегуваат ноќе. А кога излегуваат, ги напаѓаат најсиромашните. Жозе Пиер имала бизнес продавајќи газирани пијалоци и танџериња. Има 8 деца и е жртва. Таа вели, кога избегале заради земјотресот, оставиле се. Кога се вратиле, не останало ништо. Сите пари и имот исчезнати. Сега живеат на улица. Ова е заборавениот град. Сити Солеј е сиромашен кварт со околу 200.000 луѓе, за кои речиси невозможно да се обезбеди грижа. Мајката нашла фекалии од коза што ги ставила на рана, да ја заздрави и сега инфицирана. Бедата овде е непроменета. Во заборавениот град, Сити Солеј. Проти меѓународната средба за помош на Афганистан што треба да се одржи во Лондон неделава, американскиот адмирал и врховен командант на НАТО за Европа Џејмс Тавридис вели дека повеќе страува од придобивање на поддршката меѓу локалното население и обуката на домашни компетентни сили отколку поразувањето на Талебан.
Каков ќе биде односот меѓу 30.000 американски војници што пристигаат во земјата и афганистанците е клучната мерка за напредокот во цивилните и армиски напори, кога председателот Барак Обама подоцна годинава ќе врши проценка на стратегијата, вели Ставридис. Во операција како оваа мора да ги ставиме афганистанците во центарот. Ако се грижиме за нив, Талибан ќе пропадне. Неодамнешно истражување покажа зголемена поддршка меѓу афганистанците за владата и за НАТО силите, тренд што адмиралот сака да го одржи. Афганистанската влада мора да се бори против корупцијата и да ги подобри услугите за народот, вели тој. Испраќањето на засилување и зголемувањето на операциите ќе доведе до поголем број на жртви, барем на куст период, велат американски представници. Ставридис додава, НАТО земјите треба да се подготвени за тоа. Не треба да стравуваме од жртви доколку сакаме да исполниме мисијата. Треба едноставно да ја вршиме на начин што ги редуцира на апсолутен минимум. Додава, соработката од соседен Пакистан е важна. Дали може да се стори повеќе? Може. Таа одлука треба да ја донесат пакистанците. Јас сум задоволен од интеракцијата меѓу генералот Мекристал, кој е начело на НАТО силите во Афганистан, и генералот Ашфак Кијани, кој е начело на пакистанската армија. Ставриди се убеден дека меѓународната заедница и афганистанските сили може да го поразат Талибан, но ќе биде потребен сеопфатен цивилен и армиски напор, што ќе биде тема на конференцијата за Афганистан неделава во Лондон. Утре во News Flash изложба Портрети на Унија кој го образува американскиот запад. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јене Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Најнови информации погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.